Добър ден на сите, почитувани колеги от Общинската администрация, почитувани съграждани от медиумите, въз основа на член 39 от Закон за локална самоуправа, я свикувам 14 редовна седмица на Съветът на община Демиркапи. За дневен ред за оваа седмица го предлагам. Точка брой 1. Предлог одлука за измени и допълнување на бюджетот на община Демиркапи за 2022 година, втор ребаланс. Точка брой 2. Предлог одлука за допълнување на награда 7 ноември и признание за 2022 година. Точка брой 3. Предлог одлука за стипендирање на талентирани ученици за учебната 2022-2023 година. Точка брой 4. Предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација со намена Е1 површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП парцела број 256 и КП број 21/10, катастарска општина Бистринци, општина Демиркапи. Точка број 5. Предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште со КП број 766, КП број 771/1 и КП број 850/3, катастарска општина Прждел, општина Демиркапи. Точка број 6. Предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација со намена Г2 лесна, преработувачка и помалку земјоделска индустрија, катастарска општина Челец, општина Демиркапи. Точка број 7. Предлог програма за измена и дополна на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демиркапи за 2022 година. Точка број 8. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените и услугите што ги врши ГКП Бошара Демиркапи. Точка број 9. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Демиркапи за третиот квартал 2022 година. Точка број 10. Разгледување на владење од физички и правни лица. И точка број 11. Советнички прашања. Дали некој од советниците бара збор по однос на дневниот ред? Никој не бара збор. Имам предлог да ги споиме точката број 1 и точката број 9, затоа што се работи за ист образлагач и да малко по-ергономски неговата должност да направим. Дали кој е за? Точка број 9 се чита после точката број 1. Сега да гласаме за дневниот ред. Кој е за? Едногласно. 8 за. Дневниот ред е усвоен. Пред да преминеме на точките од дневниот ред, предлагам да гласаме за усвојување на записникот од одржаната 13-та седмица на Советот на општина Демиркапи. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлагам да гласаме за усвојување на записникот од минатата седмица. Кој е за? Едногласно 8 за. Преминуваме на дневниот ред. Точка подреден број 1. Предлог одлука за измени и допълнување на буџетот на општина Демиркапи за 2022 година, втор ребаланс. Давам збор на ръководителот на финанси. Овери. Ви благодарам, председателя, и благодарам на сите советници за укажаната можност да ги споиме двете точки. Да почнеме со првата, односно со одлуката за измена и допълнување на буџетот на општина Демиркапи за 2022 година, односно со втор ребаланс на буџетот за оваа година. Претечи го остварувањето на буџетот како на приходниот, така и на расходниот дел и сите активности кои што се превземени согласно тоа, а со досегашниот буџет не ни се предвидени и согласно законски позитивните прописи вршиме измена и допълнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Демиркапи со втор ребаланс. Во оваа одлука се вршат следните измени и допълнување на буџетот, и тоа износот на вкупните приходи на буџетот на општината од 135.629.605 денари се заменува со 142.771.496 денари. Исто така да напоменам дека оправданоста за овој втор ребаланс
е од причина што во претходниот период, во претходните 2 месеца, имаме добиено две дополнувања, односно насоки, дополнување на насоките за подготовка на буџетите на единиците на локалната самоуправа, од кое што едното го добивме на 5 август, а последното го добивме на 28 овој месец, на 28 октомври, каде што значи имаме дополнување во насоките и каде што согласно член 15 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, приходите од данок на додадена вредност се обезбедат во висина од 5%, што значи дека значи претходно беа 4,5%, сега за 0,5% ни се зголемија и тоа во трите фондови во сооднос. Основен дел 4,5% од наплатениот данок на додадена вредност остварен во претходната фискална година, потоа дел за перформанси од 0,25% од наплатениот данок на додадена вредност во претходната фискална година и дел за воедначување од 0,25%, или тоа бројчано би значило дека приходите од данок на додадена вредност во основниот буџет би биле од 14.708.827 денари, ќе се зголемат на 18.443.548 денари. Тоа е на основниот буџет. Потоа, кај основното образование имаме зголемување од 859.000 денари. Тоа е заради покачувањето на платите од 1 септември кај основното образование. Исто така, кај блок дотацијата за културата имаме зголемување од 521.295 денари и тие го активираат плюс салдото од минати години, односно пренесениот вишок на приходи од 57.000 денари, кој што им беше останат. И кај блок дотацијата за социјална заштита, односно кај детската градинка, имаме зголемување од 1.647.000 денари и пренесен вишок на приходи од минати години 140.680 денари или вкупно 1.787.680 денари. Тоа би било што се однесува до бројките. На подставки кај данокот на имотот физички лица, износот од 1.250.000 се заменува со 1 милион денари, данок на промет на недвижности од 1.500.000 се заменува со 2.750.000 денари, комунална такса за истекнување на фирма од 250.000 денари се заменува со 200.000 денари, комунална такса за користење на улици и патнички товарни возила од 250.000 се зголемува на 350.000 денари, комунална такса за користење на просторот од 10.000 се заменува со 70.000 денари, надоместокот кој го плаќаат операторите за инсталација на деинтегрирани дозволи од 100.000 се заменува со 50.000 денари, надоместокот за вадење на песок од 100.000 се заменува со 50.000, останати неданочни приходи, износот од 100.000 се заменува со 800.000, тоа е на основниот буџет, а додека ставката 725.939 останати неданочни приходи од 692.000 се заменува со 310 кај сметката за самофинансирање, односно кај единката корисник К2. Приходи од продажба на капитални средства, износот од 6.000 се заменува со 189.611 денари, кај приходи од продажба на неизградено градежно земјиште, износот од 6 милиони се заменува со 2.840.000, приходи од закуп на земјоделско земјиште од 2.400.000 се заменува со 2.616.000 денари, надоместок за експлоатација на минерални суровини, износот од 500.000 се заменува со 477.551 денари и пренесениот вишок на приходи ќе биде 2.911.604 за да му возможиме користење на останатите парични средства од минати години на единките корисници кои што ни се во составот. Сеќавате во претходниот ребаланс, во првиот, го искористија, значи, пренесениот вишок на приходи од мината година само основното образование, односно училиштето, а сега тоа ќе го направат и останатите две единки, односно Домот на културата и детската градинка. Исто така, значи, напоменав дека блок дотацијата на општината кај приходите од ДДВ, износот од 14.708.827 денари се заменува со 18.443.548 денари врз основа на добиените насоки за дополнување на буџетот. И кај подставката приходи од Обединети нации, износот од 0 се заменува со 252.000,
Тоа е приход кој што е стигнат на сметката врз основа на проект со UNDP и Агенцијата за вработување. Сметам дека доколку имате прашања, ви стојам на располагање, да не ги читам само по расходни конта нели подставките. Најмногу има, значи, можем да напоменам дека кај електричната енергија најмногу зголемуваме, кај нас конкретно за основниот буџет и некаде каде што можеби не сме испланирале доволно или пак сме потрошиле, а сега гледаме дека ни требаат повеќе средства, затоа ние сега или го зголемуваме или пак го намалуваме планот за до крајот на оваа година да може да завршиме како што треба. Кај единките веќе ви напоменав дека тие имаат измени само во делот на плати, освен кај детската градинка, каде што има и нешто плюс, имаат ставено нешто плюс кај и другите материјални трошици. Благодарам. Да ли некој од кои советници да го Зоре. За ова точка кој измени допълнение бюджет на община Велика, тъй като тоа е баланс на бюджет на общината, ја не би имал конкретно прашање до предлагачот за ребалансот. И витоа ќе дадам на предложение зашто го гласал против ова точка. Прво, кога се донесуваше бюджет на община Велика, кога правихме околу предлог бюджет по година, имахме еден куп забелешки, кои што за жал предлагачот не беа прифатени во голем дел, околу 90% сигурно не беа прифатени, околу 10% беа прифатени во социјална заштита. Но, направихме да тоа е баланс, па сега правиме втор баланс, изрешуваме бюджет на община Велика и така напред. Конкретно прашање, до общинската администрација, односно до образовачот, не би имал, затоа што знам дека не го добрем сложечен одговор на прашање. Кога и да кажеш, дека ќе добиваш одговор дека тоа баш така треба, или кога ви дававме забелешките кога се слуша бюджетот, дали тоа така беше наредно да се прифаќат одредени забелешки, или дали тоа беше од комплексна некоја виша вредност, не знам да се предвидам тоа. И тоа се испостави дека после тоа се прават два ребаланси кои што доаѓаат до оно кој што ние како тогаш го предвидовме дека треба да се направи. Ова одлука за ребаланс доведува до ситуација да општината беше од два наработи и ми се чини дека требаше да бидат блокирани така натаму, општинските предпријатија да зборуваат по долго и така натаму. И добро што се прави ребаланс, затоа тоа и се прави ребаланс. И тоа значи дека недоволно беше изпълнирано точно овој бюджет, односно не беа добро прифатени прибелешките на нашите советници. Друга работа е што во целата ситуација на кај да добиваме одговор дека тоа така требаше да биде, така треба усуден збор, како да кажем наравно дека баш со ова сега општината ќе цвета. Видовме како цвета и процесот на последно место со општина Речино заедно по транспарентност, кој што објавено во сите страници портали на официјално Министерството за финансии и така натаму. И затоа не би поддржала на ваква точка за ребаланс на бюджетот и не сум против. А имаш конкретни прашања? Не. Благодарам. Некои со конкретни прашања од советниците? Никој не бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлагам да гласаме за предлог одлука за измени и допълнување на бюджетот на општина Великата за 2022 година, втор ребаланс, кој е за? Против? 5 гласови за, 4 гласови против. Точката се усвои. Предлагам да преминеме на точката по дневен број 9. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Великата за третиот квартал 2022 година. Това е збор на ръководител финанси. Благодарам председателя. Почитувани, пред вас го имате кварталниот извештај на општина Великата за извршување на буџетот на општината за периодот од 1.1.2022 до 30.9.2022.
Реализацијата на основниот буџет на општината заклучно со третиот квартал е 62 милиони 813 890 денари од предвидени 83 милиони 373 860 денари или 75,34% на приходната страна и 60 милиони 539 339 денари реализацијата на расходите или 72,61%. Во буџетот на општината на Скапје за третиот квартал реализирани се приходи во износ од 101 милион 875 хиляди 53 денари, од планирани 135 милиони 629 хиляди 605 од вкупно консолидираниот буџет на општината или тоа се 75,11% реализација на приходната страна, додека реализираните расходи се во вкупен износ од 95 милиони 664 301 дена, од планирани 135 милиони 629 или 605 денари од вкупниот буџет на општината или тоа се 71%. Кварталниот извештај е, значи ние го доставуваме, тоа ни е законска обврска, веќе ни е доставен до Министерство за финанси, но сега е убаво да го разгледаме, да видиме значи до каде сме со реализацијата како на приходната, така и на расходната страна. Не знам, ако сакате можам да ги читам, но доколку има некои прашања, тоа е што е, значи кварталниот е да се види значи реализацијата на буџетот до третиот квартал, до крајот на третиот квартал. Добро. Да некој бара спор, односно ова точка прве. Лице повеќе. Така, мене ме интересира во делот на расходи, во овој квартален извештај не најдов јас ставка за горива и масла. За горива и масла, ева, значи на програмата ДО кај градоначалник, сега тоа нема странички тука обележено, значи, не вие го гледате, уствари консолидиран, вака, има потрошено од планирани 500 493 693 денари. 98% реализација на таа ставка. Така го вади, во јас си го имам чисто за мене, значи, ама ете можам да ви кажам, таму го има вкупно, значи, за единките и за нас. Тие 2% ще се стигнат и до тебе? Се надевам, има и, значи, има за реализација и на вака горива и масла, значи имаме за реализација од планирани на општинска администрација, планирани 900.000, реализирани 362.000. Да. Јас имам прашање кај капитални приходи. Имаме реализација до сега 18,76%. Не е тоа многу малко, изобщо тоа така. Точно, малку е. Тоа е затоа што немаме распишено продажба на земјиште. А ние на секој совет нешто не распишуваме, се има некои катастарски парцели и се нешто ние спремаме за продажба, а нема ништо продадено. Еве тука има 733, продажба на земјиште и нематеријални продукти, тоа е најзадник 91%. Ја мислам до сега не помина ни еден совет да не спомнеме за некоја парцела. А од друга страна имаме реализација 19%. Точно, това е реализацията. Да, вие гледате на вкупно на 731, да. Што да кажем, че приходи од продажба на земјиште предвидени 6 милиони, реализирани 40.000. Од кај концесиите единствено имаме приходи од закупи концесии на земјоделско земјиште, а кај другите сме послаби и заради тоа може и да приметите дека и во ребалансот ги намаливме овде, видовме дека сме слаби со реализацијата, па затоа и намаливме, значи, реализацијата. Се надевам дека нешто ќе излезе може до крајот. Сега не знам, мислам дека стручните служби дека подготвуваат продажба, мислам објава, нели? Сега кога тоа ќе се случи, дали до крајот на оваа година или почетокот на наредната, не можам да кажам. Благодарам, дај некој друг разговор. Никој? Предлагам да гласаме. Точка подреден број 9, предлог заклучок за усвојување квартален извештај за извршување на буџетот на општина Великапија за третиот квартал 2022 година. Кој е за? 5 за, против, 4 против. Точката се усвојува.
председател на Комисията за награди и признания Зоран Стоянов. Благодарам, председател. Ovako, Комисията за задоволение на награди се именува признание за 2022 година одржа седмица след почеток на словото и со додадени предлози кои што бяха писани на форма и од членовите на самата комисија. До Советот на општина Капе предлага предлози за додавување на признание и за додавување на седминоемирски награди. Ова година комисијата предложи до Советот да се гласат две седминоемирски награди за животно дело, за оспорување на животно дело и тоа затоа што двете особи исклучително комисията може да се определи за едно, затоа што двете заслужуваат идентично и се согласуваат со афирмацијами на други и така натаму. Правна награда за додавување на 7 ноември за комисија предлага за Сузана Крстева, работа на општинската администрација. Сузана Крстева е особа личност која што во општинската администрација е од самото основање од 1996 година и е една од основни положниците на општината Димиркапија. Кога општината немаше нити изградено отделенија и институции за нормално функционирање, зашто повеќе работи од локален економски развој, финанси, економија, секретар на седници на своја спремена седници, така натаму правни отделенија, правните работи во отделението и така натаму. Седно ден денеска, кога личността треба да стане во пензија, и сметам дека е право време да овој ден да се даде таа седминоемирска награда, како да благодарност од Советот и од општината за сите засегнати изградување на начин на Комисијата донесе одлука со мнозинство и му предлага на Советот за додавување на таква седминоемирска награда. Втората седминоемирска награда Советот одлучи од комисијата одлучи да му предложи на Советот да додаде на Катица Бакиева Бојчева, значи здравствен работник, односно лекар во општина Димиркапе, кој што се почнува да посети во услугите на пациенти и да се на човечки животи во општина Димиркапе, од неговите постојаници, што знаеме дека е иската да се пензионира. Затоа комисијата предлага до Советот за овие две личности да се додели седминоемирска награда. Како предлози. Околу признанието. Околу признанијата имавме добиено во писмена форма од предлози од првоначалното, од Кајкарскиот клуб и така натаму. Предлогот од Кајкарскиот клуб за Олгица Мелова, како пејакар која што освоила медали, награди и така натаму. Комисијата предлага до Советот да се додели признание за 7 ноември, со тоа што сепак апремирала дел од општина Димиркапија и со тоа ќе даде на младите спортисти морал за возможни успеси. Предлогот е Олгица Мелова исто да добие признание од општината за 7 ноември. Вториот предлог е невладината организација Хуманс предлог на граѓанчаните Лазар Петров, кој што комисијата го прифати и му предлага на Советот за додавување на признание на невладината организација Хуманс. Третиот предлог е од Лазар Петров за театарската група Америка Гимба, кој што се поклопи со мој личен предлог, затоа што сметав исто дека театарската театар Америка Гимба даде еден допринес во оваа година во оформување на еден фестивал за афирмација на Димиркапија, кој што беше успешен меѓународен и така натаму. Мислам дека би требало да се поддржи со еден таков признание за 7 ноември. Четвртиот мој предлог сега може би малце на самата седница ќе го измена, меѓутоа би сакал на самата седница и градоначалникот да се консултираме малце со градоначалникот, тоа не е лошо, затоа што ја дадов предлог за и комисијата го прифати и го предаде до Советот за јавното предпријатие Македонска железници инфраструктура да им се додели едно знак на признание, бидејќи кога што имам информација дека тие со општина Димиркапија склучија договор за додавување на едно земјиште за околу изградена автобуска станица, додавување на објекти така натаму без никаква надокнада. Мислам дека во тој контекст општина Димиркапија би требало да се одложи на таквото предпријатие со едно признание од 7 ноември. Меѓутоа доколку повторно ви кажам, доколку еве на самата седница одлучи градоначалникот дека таквото признание не е било ред и може да го повлечеме и тоа ништо спорно.
И која консултација меѓу паловете би сакал да не дополнам од членот на комисијата на за додавување на награден седмидневни Евкан Гусунов имаше еден предлог, дали би сакал да го кажеш на самата седница предлогот, а Советот може да го прифати предлогот доколку се уште стои за тоа. Да, јас сакам да напомнам за признание, консултација како председател на комисијата за додавување на награди за моја важна работа која беше фудбалерка и која наставила за репрезентацијата на Македонија до 18 годишна возраст и значи доста успешно. Имавме таков пример и претходно со Радица. Само го спомнам дали може да биде дел. Може да се даде предлог на самата седница, но основни сме сите советници, сите едински правни глас, не само таа комисијата што одлучува, така да не е тоа проблем. Предлогот тој иска да дадеме на гласни годинишното разгласувањето, така да не е спорно воопшто ништо. И бидејќи го надополнивме на самата седница, значи сега веќе имаме за, како се вика, за признанија Хумано 7, Мирка Генова 2, Обика Мелова 3, Институра 4, Твоја 3, 5. И во тој контекст би додал и уште еден предлог на самата седница. Пошто минатите години имавме пандемија. И од таа пандемија, знаете како беше, не се одржува седници, чуда, она и така натаму. Би било добро во тој контекст и околу, бидејќи нејната докторка сега дава веќе 7 университет нашето, било уште една докторка и университет да додеме едно признание околу пандемијата, било и така натаму на доктор Голица. Тоа се околу 6 признања. И како председател на комисијата ќе барам да одат сите поединечно на гласање. Советниците се текој што донесот одлука, па комисијата. Да. Како председател толку. Ви благодарам. Дали некој од советниците бара збор, односно предлог? Комисијата? Овде. Прво да кажам дека немам против никој од предлозите. Конкретно за докторките, едната ми е докторка и сопартијка, Сузана од администрација, мислам да имаме одлична соработка. Меѓу тоа, затоа што председателот на комисијата, Зоран, колегата наш советник, секогаш е, како да кажам, принципиелен, некако ми стои како да е поминат рокот. Зошто мислам, официјално кој има барања што се заверени до општина, мислам од страна на општинска администрација, вие директно барањата сте ги поднеле на комисија. Некако ми е, затоа што Зоран е тој што секогаш се брине за тоа што како не може еден ден касне материјалот за совет или други работи, затоа сметам некако дека како да е рокот измина. Тоа што јас лично бев тука на 28, Зоран исто така беше тука на 28, соопштението гласа до 28 октомври, до когаш мислам дали требаше да бидат дадени предлози. Па сметам дека можеби тоа требаше да има некој трак. Сватите го како забелешка или не знам. Сугестија. Немам, како што кажав, против. Сугестијата на место. И тоа така треба. Да. Значи, рокот беше... Затоа што така го гледаме по правила и прописи, треба уште да не ги прифатиме другите предлози, што ние се... Да, навреме до надени. комисијата, како актуелни советници, има право самата комисија да дава предлог, дури не самиот својот, како што сега на Евкан и јас. Сепак, не е за тоа што мислам дека е исправно. Да биде да се спазат тие временски рокови. Имаше доволно време, Зоран пак че спомнам ти беше тука, че можеше тоа да биде на некој по. Сепак да се остави така, како што има тука. Треба да се остави и од самата седница некој. Не, чисто како сугестија, имам како што кажат, немам против никој. Дали некој друг бара збор? Никој не бара збор. Председателе, гласуваме поединично. Поединично ќе ги гласуваме сите предлози, затоа што советниците не се согласни. Сега да се познаваме и признание, меѓутоа ќе ми извине сега, меѓутоа евентуално сакам да се консултирам дали да оставиме за инфраструктура или да... Ја мислам да го ставиме, да му се заблагодариме. Нека биде тоа. Мислам дека општината не би коштало ништо ако тоа... Јас би сакал и една, мислам, чисто добронамерна критика, да не се доведем до ситуација да дајме признание и награди по 10-ова година, утре, мислам, до година, здраве Боже, далеч најде толку лужи, што придонеле за некој работа. Треба некој души малце
да си дайме някои граници, например, една награда, 3 признания и така да биде като година сега. Нека може сега мисля така, беше комисията ова го решила, между това би сакала за уиднина, беше да ставим някой лимит, една награда или 2 или 3 признания и да не биде така, защото не. До година, ние сме мала община, до година трябва пак да дадем на някой. А няма Удобно. Да. И аз мислям дека тоа е... Критика да размислим уидните. Сега виж вака сме го направили и мислям дека трябва да оде вака, затоа што е јавна седмица. Трябва да се оде вака како што е сега во моментот. Меѓутоа до година да имаме предвид да има една награда и 2 или 3 признания и тука да застане, затоа што општина Димитров пак ќе кажем, не е многу голема општина како да разбере Кавадарци, Скопје и така натаму. И мислам дека така во тој правец треба да размислиме уидно. Благодаря, Началче. Дали некој друг бара збор пред да преминеме гласен? Не бара некој збор. Може да почнеме со предлозите за седмодневниците награди. Значи, прв пат после долго време имаме нерешено, може да се каже, за седмодневниците награди, затоа што како член исто од Комисијата за добивање на награди, двете особи предложени се предложени за животно дело, каде што во исти момент, точно пред пензија, каде што кога ги ставиме на кадна, не тежење ни на едната ни на другата страна и тука беше баш нерешено, за тоа предлагаме те. Предлогот се Сузана Крстова и Катица Бакиева Бойчева. За седмодневниците награда трябва да гласуваме кой е за. Едногласно. Предлогот се усвојува да гласуваме за признанията. За признанията гласуваме поединично. Значи, може да ги читате вие. Може да кажем предлог само за Зоран, мислам дека не е фер да ги префаним сите. Моја заедно да ги изгласаме. Държавна веќе дека заедно ќе ги изгласаме. Не мислам дека така е. Најдобро. Само даже се допиша аз точно много предлози да си падае сега. Ќе ги прочитам на крај. Ево ќе ги повторам. Значи, за признание за 2022 година се предлагат театарската група Мирта Кирова, Олица Мелова, невладна организација Хуманус. Мислам дека тоа е здружение регистрирано по да некако невладина. Да. Да се прецизира насловот, знаеме точно за кој. Отварањето стои на Ако здружение, ќе го поправите по предводните невладни. Значи, не е видно, ќе го изправим тоа. Значи, докторката Олица, какво беше? Христо, не? Светломаева. Светломаева Ангелова, се две преземени. Така. И Јавно предприятие инфраструктура. И Нурбет Варварен. Да. Затре предлогот е ставен на маса, предлогот да гласаме. Кој е за? Едногласно е за. Сега да ги прочитаме бал, за да можете да забележите. На камера ги има, така имаме 6. 6 признания, така? Да, варда за 7. 6. Добро. Значи точката погледаме број 2. Усвоена, предлозите усвоени, преминуваме по дневниот ред на точката погледаме број 3. Предлог одлука за стипендирање на талентирани ученици за учебната 2022-2023 година. Тука би дала збор на членот од Комисијата за социјал. Комисията за стипендирање на талентирани Или това ученици. после Комисија за стипендирање. Да. Мислам, ти си председател, бе, така? Панче е председател, ако сакаш Панче може. Нема проблем. Ајде, повели.
Па јас со прилог на предлог одлуката ви го доставив извештајот кој што е нели изготвен од страна на комисијата. Не би должела многу, само би кажала дека по објавениот јавен конкурс, нели кој што беше од 15.9. и започна со крајниот рок 30.9.2022 година за нели три стипендии за ученици од 3 и 4 година во средно образование и доделување на 3 стипендии за студенти запишани во прв цикл студии на државни факултети во Република Северна Македонија со завршена најмалку една година од студиите во високото образование. До комисијата во предвидениот рок беа доставени 9 пријави за стипендии за ученици од 3 и 4 година во средно образование и 2 пријави за стипендии за студенти запишани во прв циклус на студии. Од самата евалуација на доставените пријави се констатира дека 4 пријави не беа комплетни, нема уредна документација. Останатите 5 беа во евалуација, тоа станува збор за стипендии за ученици и по конечното рангирање на пријавите се изврши и по конечното бодување и рангирање Ивана Ристо Најдовска доби 40 бодови, Ивона Марина Маркова 35, Марија Тони Ристова 35 бода, Моника Тони Карамфилова 30 бода и Андреја Слободан Јовановска 30 бода и врз основа на вака нели извршеното рангирање, односно конечната ранг листа, се предложија тројца ученици за избор на стипендии и тоа Ивана Најдовска, Ивона Маркова и Марија Ристова. Во врска со доставените пријави за стипендии за студенти запишани во прв циклус на студии, двете пријави не ги исполнуваа условите, односно нема уредна комплетна документација и тука комисијата предлага во иднина да се распише повторен оглас за стипендирање на студенти за учебната 2022-2023 година. Благодарам. На комисијата за стипендии дали некој од советниците бара збор во однос на оваа точка? Овој Зоран. Овака сега, комисијата доделувала овие стипендии според правилникот што го донесе за социјална заштита, се е завршила одлично својата работа, тука немам забелешка околу тоа. Меѓутоа, ако таа социјална заштита, гледано финансиски, обично Демирката е одвоена околу 3 стипендии за средношколци по 2000 денари, па со 6000 денари, и за студентите по 3000 денари, тројца, тоа се околу 9000 денари, значи обично Демирката е околу 15 000 денари месечно за стипендирање на теканите на за 9 месеца. Во основа на тоа што имаме да забелешка дека е реално, да видиме искрени реални, студентите кои што аплицираат за стипендирање, тие со таа како се вика, со овие параметри што ви се дадени, со овие критериуми во општината што се дадени со просек и така натаму, се истите такви барања и критериуми за државни стипендии, да кажем искрено, а државната стипендија за студенти изнесува 6000 денари, а обично Демирката дава 3000 денари. Сите тие талентирани студенти што го задржуваат тој просек на 8,9, никој не дојде да аплицира тука за 3000 денари, него сите аплицираат за државна стипендија од 6000 денари. Плюс таму нема ограничување, дали ќе добијат тројца придушени, таму добиваат сите, што ги исполнуваш тие услови, ти добиваш таа стипендија и такви талентирани ученици одат да си конкурираат за државна стипендија, бидејќи ако добиеш таму таа условот, ако добиеш било како друго стипендирање, ти се гледа тук. Тоа е така. И никој не сака да добие 3000, сите сакаат 6000, тоа знаат дека сигурно ќе добият 6000, затоа што ги исполнуваат услови. Тука има ограничување и плюс 3000 денари. Затоа така да неколку да го повторуваме овој оглас за студенти и така натаму, не верувам дека ќе се треба такви талентирани студенти, затоа што секој ќе се отиде таму да си поднесе документација за стипендија. И мојот доклад. Мојата одлука беше, мојот предлог овие што се средношколци. Тие немаат такви стипендии. При одлучувањето на комисијата, знаете како да се ставиш во нивниот ментален склоп, да определиш нивната емоција. Нашата емоција не е иста. И нивната детската радост, детската тага не е иста со нашата радост, така натаму.
Кога веќе сме направили следите, ајде ова да не збориме тие што не ги исполниле условите, не ги исполниле. Меѓутоа тие што ги исполниле условите, веќе имаме колку имаме 5 души што ги исполнуваат условите, така натаму. На 3 сме додали, на 2 не сме додали, така натаму. Ја имам еден предлог, доколку овие 15.000 општините се одлучиле да ги доделуват на стипендирани ученици, да ги извадиме тие една стипендија да извадиме од студентите, бидејќи и онака 20 се пријават и да го повторуваме конкурсот дали тие 20 се пријават. Ние треба во секој случај да го измениме правилникот, значи ние се водиме по правилникот кај што точно е наведено дека треба три стипендии за ученици. Вие работата според правилото и според критериите, онака како што треба. Мојот предлог е да не го споруваме деца. Значи 5 деца се што ги исполнуваат критериите. На сите 5 деца да им се даде. Тоа се значи уште 2 и 2, уште 4 дегари. Да намалиме едната, само една стипендија треба од студентите да намалиме, бидејќи и онака нема да се пријават, да се доделе на овие. Па, ако треба се доделе да се додаде од општината, и ако тоа проблем на општината, дури на овие две последно рангирани што исполнат условите, не се доделат и некој по 1500 да се радосни, така да и ќе дадеме морал, бидејќи се сепак талентирани и одлични ученици средношколци. Предлогот мој е на сите тие 5 да им се доделат тие стипендии, а да се намалат од студентите, бидејќи студентите што ги исполнуваат тие услови аплицираат на државно ниво и нема да не аплицираат во повоштите. А буџетот е тој, истите пари, само се пренаменуваат од двамата дела. Тоа е мојот предлог. Добро, благодарам. Јас нигде не видов дека има и за студенти додадени стипендии. Немаме до денес, затоа што двете пријави кои што беа доставени не ги исполнуваат значи условите. Значи сега немаме ние да доделиме не е да. Во моментот по тој објавен конкурс не, затоа што едниот беше под прагот значи за нели оно освоен просек од 8,50, а другиот значи во делот на документацијата беше инаку просекот беше во ред. Ако веќе така станува збор, мислам, треба првично да го измениме самиот правилник, па после тоа да одиме кон тоа да се зголеми или да се на... Добро. Дали некој дава збор, по однос на предлогите, јас сакам да дадам збор, за да видиме чисти. Јас мислам дека или треба да се направи нов конкурс, што е подолго чуење многу, или да се одложи по нов правилник за наредните години. И дури предлагам воопшто да нема предлог за стипендии за студенти. Туку иста сума, која што е планирана за студенти, да се стави за повеќе стипендии од средна школа. Зошто? Заради тоа што добрите студенти онака земат и не се пријавуваат, а средношколците би били многу повеќе мотивирани и имаме по-добри ученици, поголем број на добри ученици во средна школа, колку што имаме студенти со висок просек. Збор, да. Или тоа прагот на студентите да го намалят. Тоа 8,5 е да го... Значи ние во правилникот утврдиме првично одредени услови кои што треба нели да се исполнат за да може некој да се пријави и да ги исполни нели тие критериуми, меѓутоа доколку сметате дека тие критериуми не се во ред, значи може да се изменат. Значи сега 8,50 е тоа кој што се бари на државно ниво, меѓутоа ние во комуникација тука со колеги кои што имат студенти ни кажа дека една од причините кои што не сакат да поднесат е тоа што поднесуваат на државно ниво. Таму им бараат изјава заверена на нотар дека не земаат стипендија, значи од друго место и заради тоа не се ставаат во ризик, значи да доставуваат пријави и тука, а таму 6.000 денари во стипендијата, тука е 3.000 денари. Тоа е, како да кажам, една од причините споради која што можеби студентите не сакаат да се пријават кај нас. А не знаеме дали некој друг... И исто така, например, добивме информација дека на економски и правен и така и на другите, на некои други факултети, значи просекот е минимум 9 за да добиеш стипендија, значи тие би можеле пак тука кај нас да аплицират за точно државно ниво, некои нема да ги исполнат услови. Или да избор. Вака. Значи ние како и да е тој правилник мораме да го измениме.
Ако за сметате. наредната година, нели? Ако имате Ова некои како прво забелешки, искуство, да. и ето се соочивме со таков проблем со просекот. Меѓутоа, јас не би ги исклучил студентите, како предлог сега за тогаш, може тоа и тогаш да го дебатираме и повеќе да истражиме, затоа што, например, би можело да го смениме будувањето при, да речеме, само канал Валица. Пример сега е така. Да не ги исклучиме само студентите, дека готово. Да го намалиме малку прагот на просек, да го пуштиле на 8, ете, би офанали од 8 до 9, и со бодувањето да направиме Јас, малку например, да се истакнуваат на луѓето. Јас кој имам една забелешка, нели ние секогаш много поврзуваме со социјално загрозени. Меѓутоа во нашиот правилник не беше стрикно дека станува збор за лица кои што се во социјален ризик, туку тие има одредени бодови повеќе доколку се во таа категорија. Може би во иднина да се размисле, да се направи корекција во тоа да се доделе една стипендија од тие 3 на лица со социјален ризик, например, а другите 2, например, нели, и други лица кои што ги исполнуваат условите. Затоа што не сите се нели корисници на некои од правата кои што се предвидени или согласно Законот за социјална заштита, а пак некои пак ги исполнуваат и тие услови и може да се стави стрикно, например, една од стипендиите да биде на лице со социјален ризик. Ама тоа е за нас. Да. Значи, мислам дека по овој правилник кој што ни беше усвоен и по објавениот јавен оглас резултатите се тоа и следно е само доколку се измене правилникот, па имаме нови услови. Значи, ова е тоа кој што беше спроведено согласно постоечкиот и важечкиот правилник. Според мен може да се направят две промени. Едната е да се симне правото от правилникот, друга е наместо, как се вика, средношколци и студенти, да се направи само за средношколци. Все пак одлуката трябва да би ваша, целосно трябва да се сменя ова. Мислам дека, не знам сега за оваа година. За оваа година мислам дека е завршено. Поздравие за наредна севен. Нема така Може да да се се отпочната година. можеме да предложите на некој од нареден совет, значи да подготвиме доколку имате некои забелешки, измена на самиот правилник, тие да се разгледат, па да можеме да ги дадеме и на усвојување. Може и да го предискутираме това на некој нареден совет, точка разна, да се одлучи на кој начин ќе се прави. Тоа ще трябва да прихватим предлог на колегата Зоран да ги пренамерим от студенти на останатите, не да се може така да... Оти вече имаме предвидено нали средства за стипендии. Ако не отваряме нов област за стипендии, Мислам дека не се работи за средствата, туку за правилник. правилникот за средно школата е тој. Говорете. И сега да ще отвориш нов Тоа област, официјално е изгласно така да дали ще внесем нов област за студенти и ще направим пренамера на средства за средно школата. Не знам дали можеме со почната година сега. Прво мора промена на правилник, Да. а после да се постапува. А вака ќе заврши сега. Вака мора да биде. Според тоа што служно. Да, според ово што сега оваа е таа одлука, доколку направите измена дека нема да има, можеме уште еден област да пуштиме за уште 2 стипендии за ученици. Пак најно да аплицират. Па нека се аплицира, да. Ја мислам дека тоа не е. Да. Нека се За година поучени од сегашниот пример, ако треба и консултација со други нели општини како. Да, може да се видат, да се Разбираме, да разгледат, размислиме значи, се да. добро да предложиме. За да биде. Добро. Некој друг дали да разбор? Сега тука имаме точка со предлог за стипендии и сугестија од Зоран за доделување на 2 модели кои се надвор од конкурсот и надвор од правилникот. Не задължително, само за пренамера. За пренамера. Студентите да се пренамерат в средношколци. Тоа е. Не знам дали имаме право сега да гласаме за така. Мислам дека Јулијана И јас мислам дека веќе јасно. Инаку не е проблем. Конкурс е конкурс. Значи, по-реален предлог би било да гласаме за нов конкурс за уште 2. Ако да се отвори нов конкурс за уште 2,
тоа не е никаков трошок на општината, не? Да, не. Това не е никаков Финансиски проблем. не е, да. Значи само трябва да се обяви нов конкурс за 2 нови стипендии за средношколци. Ако го правим това, може и 3 да бидат, значи не бия 2, 3 да бидат средношколци. Източок, Има. Само што не говорите. Има, да. поради тоа што нема ниеден студент кој што исполнува услови исклучок прави оваа година. Да го разберете, да не биде секоја година по 5 или по 6. Тоа можеме да го предложиме како предлог за нареден совет или не знам тоа треба да има совет конкурс за да испадне. Или комисија треба и задолжение за измена на правилникот за стипендирање. Сега прво предлагам да гласаме за предлог за 3 стипендии. Тие се, значи, оно што испадна по објавениот јавен конкурс. Предлагам да гласаме за односна точка број 3, предлог одлука за стипендирање на талентирани ученици за учебната 22-23 година според одлуката на комисијата за стипендии. Кој е за? Тук сме едногласни сите. И како предлог да гласаме за дополна на конкурсот воредни услови заради тоа што конкурсот за студенти е во наводници неуспешен. Да. Пренамена на буџетот за студенти за нови 3 стипендии за средношколци. Наместо 3 по 2 dinara како за сите средношколци. Дали некој бар збор? Сакате да гласаме? Кој е за? Едногласно. Значи имаме заклучок за нов конкурс за средношколци и заклучок за комисията за стипендии трябва да се направи состанок и да измени правилникот за наредната година со намалување на прагот на успешност за студентите. Това е веќе допълнително. И мислам тоа беше само. Да. И имаме нещо И друго не за знам предлози. делот на социјала да се нагледува. Тоа мислам дека Значи това би било за наредната година, така да имаме време да повече и за не е само едно пролет. значи таа комисија може да се остави од сега па до летното. Добро. Предлагам да преминеме тогаш на точка подреден број 4, предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација на 1.13, површински соларни и фотоволтаични електрани, поставени на земјиште на КП 256 и КП 21/10, катастарска општина Бистрица, општина Деветкапи. Чекаме ръководител по урбанизъм. Добър ден. Добър ден. По дневният ред, моя точка подреден брой 4, 5, 6 и 7. Първата точка е точка брой 4, предлог одлука за гласуване на урбанистички проект от план за парцелация с номер на Е13, повършински соларни фотоволтаични централи, поставени на земјиште КП 256 и КП 2010, КАО Бистрица, община Деветкапи. Да, сбор.
Постапката, която ще се водеше за изработка на логически проект со план за парцелација е во завршна фаза и е постапката стигната до одобрување. Со логически проект со план за парцелација со намена е 1.13 површински соларни фотоволтаични и електрани поставени на земјиште на КП 256 и КП 21/10 крал Бистрици ќе се создадат услови за поставување за фотонапонски панели. Ова е во завршна фаза, претходно беше како поднесена иницијатива, ставена во годишна програма и со овој проект фактички се планира укрупнување на 4 парцели кои што беа со претходниот план донесени. Да се извинувам, да се нещо. Ако завърши Тони, дава зборуване до началника. Затоа што тие за продажба ќе бидат 3 парцели, во моментот завршихме со 2 парцели. Възможно е катастър по вие денови да излезе още може. Би ви замоля, доколко има можност да излезе тази все со можност за по-бързо да го продаем земјишто, да викнем и на седмица. Ако треба и нека биде на Zoom, ако ви попречува тие што се настанат до митапи, меѓу и таа да изгласам, за да може час по-скоро се деталјајно да ги продаат. Ако има можност за тоа, само се да го кажа. Добро, начална на инициативата, изложена инициатива. Сега Тони, ръководител по урбанизъм, ви даде кратко обяснување за относно оваа точка. Дали некој од советниците два избор? Александър. Други парцели, дали може иста фирма да аплицира на сите? Може. Да. Може. Значи една ще ги купи. Значи, Очевидно става. тоа не зависи дали ќе биде. Значи, на една гражданка... Не ги продаваме на еден лот сите, значи секој да си е посебно. И на секој треба конкурс. Една граждан парцела е посебна постапка за продажба за автомобилни. Да излезе башка. На нас едно 300 лъжи не си имате гледано сега вие последните 2,5 години за купување. Станува збор за формирање на една граждана парцела, кој што ќе биде секоја посебна граждана парцела се објавува. Тие може нели да бидат и во една објава, но секоја посебна си е само за себе показана, значи нема да биде. Значи има укрупнување на 3 парцели. Тука во претходниот план беа предвидени 4 граждани парцели од по 1 мега. Но бидејќи се соочивме со проблемот со приклучување на парцелите во мрежата што е за пренос на електрична енергија, бевме од трендот кој што се јави, бевме принудени да направиме укрупнување на тие 4, фактички од 4 по претходниот план сега се една граждана парцела. Значи има 3. 3 такива. Така има 3 локации. Изплатливост нема изплатливост на 1 мегават, нема изплатливост ако треба да влечат по, не знам, 10 км кабли за приклучок. Инфостаница има. Проблем е со трафото, бидејќи до 10 мега приклучокот е на мрежа на Евана, кој што но со над 10 мега приклучок може да биде во приклучокот е во Мексо. Ма ние тие 3 парцели немаме ни една плюс. Едната е над 10, ќе дојде над 10, но ако има здружување со инвеститорите, тоа може да настапа заеднички. И тоа не е проблем. Затоа е укрупнувањето видовме дека од страна на Евена е покрената постапка за новата постаница 110, но сепак тоа трае. И пред 4,5 години имаме дебати со мрежени инженерни доставници и исто е, значи статус. Прашам ги до началникот на Великата дека много повеќе имате за продажба на земјиште. За едва. Добро. Тука
имаме, преди сме го поставили исто прашање за парковне, продажба на земјиште и нематеријални должности, ние имаме реализација од 19%. Зашто е толку мало? Не ми одговори тоа од соодветно од финансии. Еви вие сега викате дека имате многу голем побарување за продажба на земјиште, а реализацијата е само 19%. Ама тоа сега треба да ги доследиме сите. Тоа е тоа кажа, не поминал ни еден совет без да ни вака парцела. Станува збор за барење на граждани парцели со намена за производство на фотоволтаична, кој што ние не сме спремни. Постапката на ова неколку пати беше дадена на совет, кој што трае долго време. Тоа негде за 3,5 години го завршуваме. Сега треба да има уште еден преклоп, мислам, во катастар. Во катастар и после тоа ќе може да се објават и да се продават. Мислам, самата ова постапка што сега ја финишираме со одлука, значи беше потребно подолго време. Мислам, станува збор за постапка кој што се води преку организам, кој што во самата постапка се произнесуваат повеќе институции. Институции, влада, пренамени, министерства. Значи, како што гледам, законот е направен само за големи играчи. Не бива поинако, значи исплатливост, нема исплатливост инаку да се пуштат за преден поглед. Демеркапија, мислам, демеркапија за жал, иако има поборување за мали фотонаполски централи, проблем е кој што тие фотонаполски централи не може да се да бидат приклучени на енергетската мрежа, бидејќи трафостаниците кои што имаме и далеководите кои што ги имаме веќе се искористени до максимум. За да може да се прават помали хидроцентрали, кои што би били приклучени на фотоволтни и хидроцентрали исто. Значи станува збор за објекти за производство на електрична енергија, за тие да бидат приклучени на мрежа Невана, треба нова трафостаница. Таа кошта многу и е потребно долго време. И време на испорака на град до околу 5 години. Ние тоа не може да го инвестираме како прво не е исплатливо за нас. Некој ако има парк со 10 мега, му се исплачи. Над 10, ама и знак прашува ќе даде го добро во таа батерија, ќе го дадат приклучок. Да, кажа. Случајот со ветерниците, кога се планира ветерниците, имат цел далековод кој што носеа од границата со Гевгелија, кој што имаме до Мекса, значи тоа се 20 км далековод. Тие се производители над 10 мега и сега, ако кажат тебе за 1 мегават да го однесеш тоа во Неготино, немаш никаква рентабилност, 8-9 км. А за повеќе може. Колку се ќе прават само премени за фотоволтаични централи? Тоа се побарување до кој што се... Значи побарување инвеститори. Претежно да, каде што ние претходно имавме и урбанизирано градежно земјиште кој што долго време стоја. Значи, доколку имаме заинтересираност, тогаш и урбанизираме. Кошта пари ако урбанизираме некое земјиште кое што ќе го пренамениме од земјоделска во градежно, но ако немаме заинтересираност, тоа не е само без потребен кошт. Општина Неготино нема пренамена за фотоволтаични централи. Општина Кавадарци нема, Баламбо Геја нема, само Кавадарци продадуваат сега 50 хектари. Добро, меѓутоа, ме интересираше затоа што, видите се, тоа е градежна парцела на општина Демеркапија. Ние имаме интерес да донесеме инвеститор. Овие се јавуваат како инвеститор. Меѓутоа, дали е добро ние да донесеме инвеститор со фотоволтаици и еднократно само да го продадеме земјиштето и толку тука да заврши. Затоа што тој инвеститор со фотоволтаици
Не користи нити вода од Боша да има корист, нити нешто има вработување околу тоа, тие вработување да платят персонален дан, да се полне буџетот на општината и така натаму, но ги си ги поставят тие панели, се произведува струја, се продава струјата и толку завршена приказка. Пусто траде, веројатно е побарање на инвеститорот, јас не знам точно, но тоа претпоставам дека е тоа така, затоа што му се тие мали парцели, па сега бара општина Миркапе преку советот тоа да се издействува да се окрупнат тие парцели. Зошто? Затоа што мала парцела не може да земе субвенција од државата. Кога ги окрупне парцелите, добива субвенција од државата. Така? Дори не уземе некој бенефит од сршното го продаден. Зоки, вака се да те објаснам, јас за оваа работа, јас може да те одговорам. Ово е пред 3,5 години, кога не беше ваква, нели? Проблем со струјата. Да, што не беше проблем со струјата и ги отпуштаме. И не бевме со тоа неискусно, меѓутоа баравме. Значи, овие 3 парцели се на редишта кај што има по 3 жбуна. Ние одрокме земјоделско земјиште, каде што барем еднаш у последните 50 години е насадено со нешто. Него сите овие 3 парцели, Игор беше уште во општина со Тони, и најдете тие 3 парцели што за ништо не се употребени. Значи, зошто не ми земале пари од таа работа? Плюс, доколку има, како се вика, у наредните 3-4 години, кога што владат ево сите ево закони, да имат поголема децентрализација на општините. Значи, секој бенефит што ќе биде створен и средства и профити во општината Миркапе, поголем процент што биде општината Миркапе. Таа ќе биде децентрализацијата на поголем. Сега во моментот се земје со даноци. Нема да бидат многу вработени, дел сигурно имат сега некои други начини. Меѓутоа, вам двајца, тројца работеа, меѓутоа ние од никакво земјиште, значи тоа е на ридот, буквално над двете парцели се над базентот за вода за пиење во Бистрица. Едната е измеѓу Тимјаник, ридот на Тимјаник и Требник, пардон, и Трждак. Значи тоа за ништо не се употребува таа земја. Бирани се локации да бидат такви. И сега е плюс, имаме уште едно земјиште Г2. Значи на тоа сме пред крај. Зошто тоа што претходниот план фанал некои столбови за електрична енергија, ако го продадеме, ќе го направиме само проблем на инвеститорот. 6-7 месеци колку време беше тоа сега се преправа, за да се избегне тие столбови за електрична енергија, за да можеме да го продаваме за утре за било каква фабрика или нешто слично. Има инвеститори кои ќе си купуваат сами земјиште, си прават парцели со урбанистички планови, ние како администрација му помагаме на нив, за да се направят пренамена во Г2 и за да почнат да работат и да имат дозволи. Ниеден човек не е бил одбиен од општина Миркапе. Овако ще го прашам. Значи, општина Калиници, скоро време го донесено одлука на Сотот. Значи, да се забрани за инвестиција за фотоволтаици, односно се продава земјиште, што е од прва до трета класа. Не е тоа општина Калиници. Това е на државно ниво. Значи, пренамената не смее да се прави од прва до трета класа на земјиште. И не донесено со една одлука Калиници. Ама не влијае совет. Значи, како се вика, таа одлука за пренамена на земјиште ти одобрува тебе Министерство за земјоделие. Од прва до трета категорија не смеат да се менуваат. Прва и втора категорија. Прва и втора? Трета може да се случи. Али добро е ми трета. Јас го имам пак дека општина Калиници своето до општина Калиници донесе одлука земјиштето што спаѓа како плодно земјиште, како натаму од прва до трета класа спаѓа, да не се издаваат инвеститори за фотоволтаици. Значи фотоволтаиците би требало да бидат што спомнате што не би требало да се за потенцијални инвеститори со инфраструктурен капацитет. Тоа беше одлуката и тоа ми е идејата да некој од наредните седмици се размисли да апелирам до советниците при здрава свет да донесеме и ние една таква одлука за тоа земјиште него давам за Припажи и тоа за фотоволтаици. Може на самите инициативи кои се поднесуваат. Да. Зошто секој план се поднесува со Инициатива, ако е која категорија вака, тоа е да не си гласен. Дори не може ни одлука да се носи. Или ќе се прифати или нема да се прифати инициативата. Обработва земјиште да не Да, точно тоа е идејата. За такива Ама до трета категорија
државата, ја мислев дека е до трета категорија, извини, тоа не Вака се, ја бев присутен на едни составници со тоаш кога беше за откупниот центар. Се зборуваше дека прва и втора категорија Министерство и со одлука на влада, со одлука на влада се одобрува пренамена тоа по стариот закон, каде што не е одобрува на прва и втора категорија. Тоа се спомнуваше прва и втора категорија. Сега е променен законот, сега не е оде со одлука на влада, туку само со мислење од Министерство за земјоделие. Али тоа е политика на Министерство. Што е добро да се прати и од страна може да спречи таа пренамена. Значи, ако е прва, втора и трета категорија, може да спречи таа пренамена и готово. Добре, дали некој друг разговор? Дали никој има разговор, предлагам да гласаме. Точка по реден број 4. Предлог одлука за гласување на урбанистички проект со план за парцелација со намена Е13, Крушински соларни фотоволтаични централи поставени на земјиште КП256 и КП210, катастарска општина Бистренци, општина Великави. Кој е за? 5 за, против? 4 против, точката се усвоила. Точка по реден број 5. Предлог одлука за гласување на урбанистички проект со план за парцелација намена Е13, Крушински соларни фотоволтаични централи поставени на земјиште КП766 и КП779+1 и КП850/3, катастарска општина Пржево, општина Дебелкапија, слична е. Да, иста е постапката, иста е постапката почната со инициатива. Ова е завршна фаза на целата постапка која што е водена во системот и урбанизам и ова стана збор за проект со план за парцелација повторно за укрупнување од 4 граждани парцели во една граждана парцела која што се наоѓаат на КП766, КП771/7 и КП850/3 во Крал Прждево, општина Великави. Значи тоа е на помеѓу Прждево, локалниот пат Прждево и село Требник. Баш на дидото на граница. На височина Требник. Дали некој разговор? Треба да гласаме. Точка по реден број 5. Предлог одлука за гласување на урбанистички проект, план за парцелација, површински соларни фотоволтаични електрони поставени на земјиште во катастарска општина Пржево, општина Великави. Кој е за? 5 за, против? 4 против. Точката се усвоила. Точка под реден број 6. Предлог одлука за гласување на урбанистички проект со план за парцелација со намена Г2 лесни преработувачки и помалкоземјоделска индустрија. Катастарска општина Челец, општина Великави. Повеќе тони? Ова е исто така во завршна фаза урбанистички проект кој што е започнат во системот е урбанизам. Станува збор за урбанистички проект со план за парцелација со намена Г2 лесна и преработувачка и помалкоземјоделска индустрија во Крал Челец. Проектниот офат се најдат на КП15/5 и делот КП125/4, 125/6 и 160/2. Крал Челец, општина Великави. Ова стана збор за граждана парцела, кој што е повторно граждана парцела, само што е направена парцелација кој што има граждана парцела и заштитен појас, во кој што заштитен појас се најде тој столб, кој што е на електродистрибуција. Добро. Значи, електричниот столб е изваден од парцелата. Да. И е ставен на заштитен појас. Што значи Тоа е надвор од граждана парцела и тоа е појас кој што се наоѓа помеѓу локален пат и градишната парцела. Значи тоа си остава локален пат има ли статус? Па нема пат како пат. Остава категоризиран пат. земја на РМ се остава. Да, земја на РМ ќе се стане и таа нема да биде предмет на Нема да смета на било кој инвеститор што ќе дојде. Дали некој друг разговор? Место е под тунелите. Под тунелите. Базите наоколу што беа тие две парцели се од претходно се пред 2015 место. Има ли за инвестиране? Сигурно е. Не знам.
Ще видим накрая. Ти имате заинтересираност за G2, между това все пак всеки пред да купи, всяка да го види место там, че има и доста работа с облагали за поремонтуване и така нататък. Кога ще се купат парцели, има някой рок, колко е рок да почнете да изграде? Законски как беше, колко време беше това? Не само Зависи продаване, зависи от поручината, която ще ти реагира. И он да изграда и много по-малко машина. Че да, половина ден. само нищо не е. Чекаме с години вече и народът не може да чека. Общината е това, което ще се отдава услуги за некомистите да може да бъде. Това е нашата... Не само да продаде, не и по-за да чека. Има то връзка и имат казани Не за толкова си, има законска вакове, не знам за колко. За колко зависи от повършината. Мисля, че се дни или... Сега не памтам повършината беше. Защо зависи на повършината? Зависи, ако е по-голям обект, се 4 години. Да, то. Значи... 6-те, втора категория са 10 години, така ли? Да, но се много да научат. Значи зависи от обектите, от големината. Дали хубав разбор? Никой не ба разбор. Точка брой 6 е става нагласен пред отговор за донесуване на органистични проекти от план за парцелация. Цена на G2 лесна предвидуричка и болък за ведуричка и индустрия, катастърска община Черевец, община Великака. Кой е за? 5 за, против. 4 против. Точка се усвоя. Още една точка до урбанизъм. Предлог програма за измене и допълна на програмата за изработка на урбанистични планове в община Великака за 2022 година. Тони? Значи, се върши измена, значи доколко се одобри, се прави измени и допълнение на програмата за изработка на урбанистични планове в община Великакия за 2022 точка, къде ще отглава 30 дода точка 5 и измена и допълнение на блок 2 от урбанистичен план за село Чифлик, община Великакия. Това се става с цел да се да направи съгласуване на урбанистичен план за село Чифлик со урбанистичен план за подречие и градово отрежено значение за интерконективен газовод. Значи, защитна пояс, која што има газовод влегува со мала површина во овој дел од планот и затоа според законот е потребно да се направи војнина усогласување на овој план. Дали некој ба разбор? Газовод, поминувани со община Великакия. Да, тој е текст неготино, поминувани за община неготино, община Великакија, община и Богданци, за градските дел од Богданци. Да, точно. Не е транзитен, беше спомнато дека за почеток ќе биде само снабдување, значи само за потреби на републиката. Никой не ба разбор. Предлагам да гласаме. Точка под реда брой 7. Предна програма за измене и допълна на програмата за изработка на урбанистични планове во община Великакия за 2022 година. Кой е за? 5 за, против. 4 против. Точката се усвои. Дали директор комунално да взимате да знаеш? Тук се Тук съм